Третиот разговор, тоа коментираме во неформална комуникација овде, на крајот ептен се освеживме, на вистина убаво утро с убави гости, меѓутоа ова ќе биде јаготка на шлагот и енергетски, меѓутоа имаме и што да си кажеме, се разбира, продолжуваме на тема култура, разговараме со Маја Крстевска од Националната галерија. Прво, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро до вас двајцата. Ни несовте многу свежина. Покрај снегот, вие убаво ни дојдовте ова утро со многу убава енергија. Значи со првиот снег. Да, Маја Крстевска, виш кустос и програмски раководител во Националната галерија на Македонија. Добро утро уште еднаш. Добро утро до сите гледачи на Македонија наутро и верувам дека имаме интересни теми да поразговараме ова утро. Да, 2025 беше навистина богата како година за Националната галерија на Македонија. Како вие ќе оцените изминатата година? Па јас ќе ја оценам за успешна годината со оглед на тоа дека менаџментот во Националната галерија на Македонија се смени во јули месец 2025 година. Мислам дека годината ја до крајот до 25, значи до декември, направивме значајни проекти кои беа поддржани секако од Министерството за култура и туризам. Со без нивна финансиска помош секако не би можеле да ги изреализираме сите овие проекти и она што е значено дека ние 2025 Националната галерија беше учесник на Венециското биенале, представник на архитектонското Венециско биенале. Сите знаеме дека тоа е една од најпрестижните манифестации од областа на уметноста и архитектурата. Тоа е еден вака капитален проект кој што ние го реализиравме и заврши во месец ноември. И сите оние проекти кои што следеа после тоа, значи по нашите македонски центри, кои што се во Тирана, Софија, Белград, Истанбул, Загреб. Со Загреб ја затворивме изложбата Просторни конјукции, групна изложба на современи македонски автори, која што навистина предизвика голем публицитет. Да, за прв пат потпишувавте меморандум за соработка со Музеот на современа уметност од Белград? Тоа е последна вест. Значи, новата година ја започнавме со навистина спектакуларна вест. Се работи за потпишување на меморандум, како што напомена Ани, помеѓу Музеот на современа уметност во Белград, Република Србија, кој што постои 6 децени. Значи, бев лично поканата да присуствувам на 6-децениското прославување на нивниот јубилеј во Белград, така да навистина ја започнавме годината интересно, би кажала, бидејќи за прв пат се работи да две сродни институции, во случајов Националната галерија на Македонија и Музеот на современа уметност од Република Србија подпишеме меморандум за соработка. Што подразбира тоа? Тоа подразбира реципроцитетни изложби. Поточно го имаме во месец јуни академик Жарко Башевски токму во Белград, во јуни месец во нивниот галериски простор, кој што навистина е импозантен, се наоѓа на Ушче и на 6 спрата, значи каде што уметникот ќе се представи, тој е скулптор, значаен професор на Факултетот на ликовна уметност и представник на Венециско биенале бил на Република Македонија, а реципроцитетно ќе го имаме Мрџан Бајич, еден од најзначајните имиња, светски би кажала имиња во 2027. Значи, нова работевме, би кажала, подолг временски период и на крај со господјата Маја Коларич, која што е директор на Музеот на современа уметност во Србија и мојот директор господин Али Синани го подпишаа овој меморандум за соработка. Изминатава 2025 година се чини дека се потрудивте и успеавте да ја доближите максимално културата до секаде, значи на секаде, практично до секој кој е љубител, кој ја сака уметноста и културата. Што се ја одбележа, што се направивте во 2025 година? Јас малку ќе се вратам на историјатот. Националната галерија на Македонија битисува далечната 1948 година, значи скоро 80 години, 2028, кога Скопје ќе биде град на култура, ќе прославиме 8 децениски јубилеј на оваа институција и се надевам дека и тогаш ќе одговориме на прашањето како нели со значајни изложби кои што ќе го одбележат градот на култура Скопје. Нашиот интензитет, да кажам, и заложба е институцијата да се промовира надвор од границите на Македонија, но и тука. Бидејќи ние имаме 3 репрезентативни објекти, значи се работи за Даут Пашиниот тамам, за Чиф тамам во старата Скопска чаршија, за мултимедијалниот центар Мала станица и спомен куќата на Лазар Личености. Значи тоа се 4 објекти кои што ние ги ја обслужува Националната галерија на Македонија и располагаме со над 2000 уметнички експонати кои што се собирани од
пак ќе повторам, далечната 1948 година и навистина мене ми е чест бидејќи цели 3 децении работам во оваа институција и ја надоградуваме оваа збирка која што поседува дела од иконите, значи од 13-14 век, па до најсовремени автори, да кажам, професори на Факултетот за ликовна уметност, странски автори и слично. Што ќе биде централно во представувањето еве на Скопје град на културата? Која е вашата активност, односно кои се вашите активности во овој момент? Така, во тек се преговорите, нели се уште траат преговорите со кои проекти би аплицирале во град Скопје како град на култура нели во 2028 година. Секако ние би предложиле неколку проекти кои што се значени од збирката на институцијата, бидејќи збирката ја основоположничката генерација ја основале Националната галерија, да ги напоменам имињата на Лазар Личеновски, Никола Мартиновски, Димитар Пандилов, Димо Тодоровски, како прв ВД директор Борко Лазески. Значи секако би оделе со една таква изложба, тематска изложба, а понатаму можеби од современите македонски автори, еве пред нас се имињата кои што моментално се актуелни во Националната галерија, во моментов може да се погледне изложбата на ретроспективната изложба на Кирил Ефремов во Даут Патшиниот тамам, да се погледне изложбата на Ангел Коруновски во Мала станица и во Чиф тамам имаме изложбата на Радка и Димче Протугер, што навистина мислам дека публиката има што да ја понудиме и да израдуваме во вие постпразнични, би кажала, денови. И ваше гледиште само кога сме веќе кај Скопје град на културата, Скопје подготвено е за Ние како институција да. Да, вака генерално секако да, во комуникација секако во комуникација сме со тимот кој што работи нели за Скопје 2028. Тоа се мои соработници, мои колеги. Значи ќе го напоменам советникот Лазе Трипков со кој што бевме и заедно директори пред некои 15 на година тој на Музеот на современа уметност, а јас на Националната галерија на Македонија. Значи имаме одлична соработка со тимот на град Скопје, така да верувам дека се ќе си биде. Да, предизвик за градот, меѓутоа и за сите културни институции се разбира, да. Амбициозно ја започнувате 2026 година и верувам дека до крајот на годината ќе биде богата програмата. Па така, ние лани направивме една голема ретроспективна изложба на Жанета Вангели, професорка од Факултетот за ликовна уметност, во целиот Чиф тамам во текот на месец август. За оваа година планираме да издадеме монографско издание. Значи, веруваме дека Министерството за култура ќе има слух и туризам, бидејќи во тек е конкурсот за 2026 ги очекуваме резултатите. Она што следи е нејзина исто изложба ни сите центри центри што ги има Република Македонија, пак ја напомена во Република Бугарија, Република Турција, Србија, Албанија и Њујорк имаме таму аплициравме со Синиша Новевски, ќе го напоменам, и верувавме дека Министерството за култура и туризам ќе има слух да ни одобри проекти, нели и финанси за да ги реализираме овие значајни проекти. Да, на што друго ќе се фокусирате годинава. Сакам тука да ги споменеме малку и најмладите. Често знаат да ве посетат, па и тие на некој начин ја пренесуваат на убава енергија, убава порака од сите установи. Токму така, Националната галерија има и едукативно оделение. Мојата колешка Маја Димитрова го води тоа оделение со мојот колега, така да они кога ќе имаме голема ретроспективна изложба, во случај еве ретроспектива, да напоменам како пример е Кирил Ефремов, тие ги покануваат децата од основните од средните училишта, па и од градинките, а нормално и од факултетите за ликовна уметност, да направат работилници. И уште една колешка исто која што се занимава во едукативното оделение ќе ја споменам и би кажала дека се фокусирам и на тоа. Значи од најмала возраст, од градинките па до факултетите, да ги анимираме, да ги запознаеме со нашите активности во текот на целата година. А она што е најинтересно дека ние се фокусираме на музејската дејност, поточно на збирката со која што раководиме долги низ години, нели, скоро 8 децении, и ја одржуваме редовно и сакам да кажам дека е навистина куриозитет да се биде дел од оваа институција, бидејќи поседуваме непроценливо богатство и секој обичен посетител или пак стран што доаѓа, првпат доаѓа и побарува да го посети Даут Пашиниот тамам на почетокот на старата Скопска чаша. Го споминавте Лазар Личиновски.
Кога комплетно ќе биде готова куќата, може ли тоа да го споменеме? Така, значи мене е емотивно сум поврзана, знае по широката публика, да не се повторувам, значи како внука на Лазар Личиновски, ние отстапивме куќата со ставинска постапка на Националната галерија на Македонија, во тек се конзервација и реставрација на уметничките слики, кои што според тестаментот се 125 оставени на Националната галерија, секако и куќата која што ја краси покрај реката Вардар, еден од најубавите мозаици, апотеоза на трудот кој што тој ја изработил во 30-те години на 20-тиот век. Ние веруваме дека во следните година до две би можеле да говориме за отварање, бидејќи добивме и писмени насоки, нели, од владата на Република Македонија дека дека даваат комплетна заложба, значи стојат зад нас за да се отвори куќата, спомен куќата на Лазар Личиновски. Ви благодариме на гостувањето. Имаме уште многу муабети, меѓутоа времето тука не ограничува. Драго ни е што бевте овде. Ви благодарам што бе ваша гостинка. Јас ги уште еднаш ги поздравувам сите гледачи и секогаш сте наши гости и во институцијата и повелете во текот на целата година. Благодариме уште еднаш.